Начелниците кои беа на чело на полициските станици во Кочани и Штип за време на трагедијата и полициските службеници оттаму не се дел од постапката која води обвинителството за гонење организиран криминал. Од обвинителството за гонење организиран криминал и корупција вела дека засега нема да ја прошируваат постапката за полициските службеници поврзани за случајот со пожарот кој настана во кочанската дискотека Пулс. Во моментов нема проширување на постапката што би била во надлежноста на специјализираното одделение за гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворска полиција при основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Воедно ве потсетуваме дека Министерството за внатрешни работи има надлежност да презема действија во рамките на постапката. Од опозицијската СДСМ обвинија дека МВР постапува селективно. Побара оставка од министерот Панче Тошковски. Командири, луѓе од Бирото за јавна безбедност, па дури полицајци што биле таа вечер на лице место, никој од нив не е ниту повикан, ниту истражуван. Тоа е срамно. Тоа е директен доказ за селективна правда. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на социјалните мрежи се огласи по нападите од опозицијската СДСМ. Според Тошковски, Македонија мора да биде држава каде што одговорноста нема партиска боја. СДСМ кои зборуваат за селективност и неправда, треба да се присетат дека за време на нивното 7-годишно владење со ДУИ, државата ја потресоа 3 големи трагедии во кои животот го загубија над 70 луѓе. За сите тие загубени животи, СДСМ не поднесе ни една кривична пријава, ни една. Истите тие денес велат дека истрагата за Кочани е фарса, а во оваа наводна фарса веќе имаме над 50 осомничени. За сега нема проширување на истрагата со нови осомничени во кривичниот суд Кочани течат роковите за жалби за притворите од викендов. Адвокатот на министерот без ресор Шабан Салиу, кој е осомничен за периодот додека бил на директорската позиција на Дирекцијата за заштита и спасување, очекува Салиу да излезе од шутка. Главни се две работи во жалбата. Првата е, како директор, во период пред 10 години, директорот нема овластување според Законот за инспекцијски совет да се меша во работата на инспекторот. Втората работа. ДСЗ врши контрола само на легални објекти. Во тој период, објектот дискотеката Пулс е нелегален објект. Значи, не може да врши контрола на нелегален објект. Од страна на одбраната, поднесено е барање во жалбата и за алтернативна мерка. Значи, се работи за министер во владата со 2 пасоша, едниот приватен, едниот службен, и сметаме дека во секој случај, значи, треба да има барем алтернативна мерка куќен притвор. Од Кочанскиот суд за сега нема информации за евентуални одлуки по жалби. Обвинителството осомничи 47 физички лица и 3 правни лица, поранешни министри, директори на Дирекцијата за заштита и спасување, пазарна инспекција. Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција води истрага против 7 полициски службеници од Кочани и Штип кои се во 30-дневен притвор.